Хеј, Пандамониум радио шоу, прва епизода од сезона 3. Здраво и добре дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Айрис Креч, ова до мене е мојот човек Трајче Екит Активити. Здраво Трајче. Здраво Дарко. Здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. Сезона 3 конечно. После нешто што изгледаше и долга пауза искрено овој пат, бидејќи сега веќе е официјално ноември. Последната епизода беше некаде во јули, луѓето кои што не пратат онака успеа да видат и уште неколку видеа измеѓу тој период, но ви рековме дека спремаме нови ствари, ви рековме дека работиме на сезона 3 уште од моментот кога заврши сезона 2, со цел да се подобриме, со цел да направиме некои промени, за квалитетот на самиот подкаст, друго за да можеме да си овозможиме тоа што сакаме да го правиме. Што сакавме да го правиме уште од самиот почеток уствари. Така да, without further ado, добре дојдовте во ново студио. Студио Навидум, ова е мојот дом. Решивме да ја направиме таа промена, да дојдеме кај мене дома. На крајот на денот full circle момент. За тие што се онака уште од најраните денови на Пандамониум знаат, првата пробна емисија воопшто која што се деси, и тоа беше радио емисија која што идеше лайв на Микселар, идеше кај мене дома во стариот стан, ја и Дарко кај мене дома, усред корона у 9 вечер на Микселар стаени прва апликација, прв пат ја уклучуваме, тераме и онака форсираме луѓе да ја инсталираат на нивните телефони или на компјутери само за да се стават да не слушаат уживо. И мислам дека е многу добар момент каде што сега веќе трета година се враќаме назад, а и од друга причина мислам дека и од логистички аспект е боле каде што го напуштаме студиото, Панда HQ се уште постои нормално, но овде имаме поголем простор, ни дава поголеми шанси за вклучување на гости, нешто што сакавме да го правиме уште од самиот старт. Пробавме со Марса, тоа беше онака пилот за чисто да видиме како ќе биде и свативме дека ни треба поголем простор со цел да можеме да им даеме на луѓето тоа што сакаат, да викнеме луѓе, да збориме овде и да вклучиме и други луѓе кои што се дел од нашава култура. Нашава култура и пошироко од тоа, сакаме ние да збориме со други луѓе, да слушаме други искуства, да слушаме други и туги мислења, и мислам дека овде ќе имаме простор да го направиме тоа, како што гледате има поише простор. Технички се надам дека ќе успееме да ги исполниме тие ствари, плюс уште една голема промена за нас. Знаете дека втора сезона почнавме со снимање на видео. Сега малце го апгрейдираме тоа, значи земавме некоја нова камера. Бевме приморани да земеме, actually, али секој лошо за добро е, така да се вложи некој нов момент за видео и се надеваме дека и видео содржината со текот на времето ќе стане се подобра и подобра. Знаете дека се што правиме тука го правиме DIY, учиме се утек на работење, сами го правиме ова, така да простете некој има некои мали или поголеми грешки у поглед на видеото, аудиото. И кажете ни на истите, да, се разбира, сега сме друг сетинг, малце поише поинакуе, така да може ќе треба неколку епизоди, сигурно ќе требаат за да твикнеме се и да наместиме се како што треба да биде. Така да и од мене добре дојавте уште еднаш. Малце излегов од форма, гутнав интрото пак на почеток, али ќе се вратиме. Кога снимаме секоја недела е многу добро и стварите идат сами. Вака дури малце ме фати трема, плюс дека некако пак снимање рано од сабајле не ми прија толку многу, али мислам дека ќе влеземе у шема. Ќе влеземе у шема, ќе биде боле, да. Да, денес кога снимаме ова вторник сакавме да задржиме таа традиционална тоа е помеѓу нас поише како некоја традиција да снимаме вторник од сабајле, за да може да излезе подкастот Здравје во среда и плюс да бидат опфатени сите ствари што се случиле изминатиот викенд, да се зборува за викендот кој следува, и така натаму. Рече, како се осеќаш ти, брат? Како се осеќаш за третата сезона? Кажи ми како што правеше последниот период. Снимивме 2 епизоди измеѓу вториот и трета сезона. Имавме и дружби на Дискорд, постојано си ти кај нас на Дискорд активен, така да не е дека немаше полого време кој што не немало претходните години. И уште една забелешка морам да кажам, иако за нас можеби осеќаме дека пак можеби не е прерано ова што почнуваме, сепак е најрано што сме почнале до сега. Да, кога ќе земеме во обзир онака и претходната сезона, дека на крајот на денот сезона нас барем ни трае и еме заокружено на 30 епизоди, тоа се 30 недели, доколку ги ставиш во перспектива, ние на пример оптимално би завршиле тек во јули, на пример, што и одличен ран, таман за и на луѓето кои што не пратат
не знам, лето е, почно е лето, сите не се ни дома, не седат, не гледаат подкасти толку многу, најчесто се во движење онака и во тие моменти и боле е онака само one-offs на еден месец еднаш да се појавиме и тука да сме активни на Discord, да сме активни преку муабети и да си правиме муабет, така да одржуваме контакт со луѓето. Инаку, не знам, од кога го снимивме последното видео, од кога се вративме од Тирана и од сите настани што ги правевме, работам на себе, работам дома, работам на проекти кои што мислам си работам работата кое што овакво. Цело време сме дома, големиот дел сум дома, онака дружба со луѓе, формула гледање стандард, но не знам, спремање околу Пандамониум и едва и чекање да почнам да снимаме, пошто не знам, го имам зборено тоа повеќе пати, мене ми ова аутлет онака убаво ми е, едва и чекав и бев хајпнат скрос онака за да почнеме да снимаме, бидејќи таа пауза, пак онака пауза е од снимање, знаеш, тука сме, присутни сме, измеѓу тој период направивме еден многу успешен Discord евент, кој што беше кај нас на Пандамониум Discord. Ако се уште не сте член, ве молам за членете се. Интересно е, си правиме муавет за најразлични ствари. И не знам, мислам дека пројде топ, мислам дека имаш одличен одзив. Огромен шараут за Флекси, за Бист, кои што се потрудија да го направат тоа што беше. Благодарение на луѓето кои што се уклучија онака во понеделник вечер да прават муабети за тоа. И мислам дека топ беше, брат, као Дискордот стварно time and time again се покажува дека онака правиот потек за луѓето кои што сакаме да бидат околу нас. Ај ти си таму нон-стоп активен, а ја не сум толку многу. Кажи ми што се дешава последниве месец-два на Дискорд, кои теми се зборат, каква музика се постира, кои муабети се обработуваат, дали има добра дружба и добар муабет помеѓу членовите и слично. Да, тоа ја уште на самиот почеток, уште кога го отворивме Дискордот, онака малце бев загрижен дека ќе виде дека ќе има премногу истомисленици. Ме разбираш дека ќе има многу луѓе кои што ги имаат истите мислења дека ќе ја споделуваат истата музика. Што беше пример на ивентот, али ќе збориме малце по-добро за тоа. Да, во ред. Ама сега кога што гледам на пример, кои што луѓе постираат за нова музика, онака добиваш сосема различни албуми од, мислам веќе знаеш од кого можеш што да добиеш, ама пак останува тој диверзитет, луѓе зборат се уште. Последниве неколку месеци Kanye overwhelms everything онака, ќе се навратиме и на тоа, ама пак се споделува многу нова музика, се прават хелти муабети онака за музика општо, за влијанија. И мислам дека ако сакаат луѓе добра конверзација, може да ја најдат онака со обично прашање, со добро поставено прашање и со добра поента давање, на пример, и не мора секогаш да биде и контроверзна, као само треба да биде добра поента. Нема шанси да не ти го прочитам и да ти се ставам и ја у целиот муабет да ти вратам што мислам ја на таа тема. Дали мислиш дека разновидноста на музиката која се споделува може би се базира на тоа дека сега е некој природен период на сцената кај што луѓе истражуваат нови правци, се појавуваат нови правци, нема одреден еден стрим на музика кој сите го следиме. Дефинитивно, брат. Поише од очигледно е тоа. И јас сум од секогаш бил за тоа, ама сега е најрелевантно и е поише од очигледно. Мислам дека и луѓето и музиката како прво се бара сама себе што ќе биде сега the next big thing, а мислам дека и луѓето се многиот сега, посебно таа генерација што е кај нас на Дискорд, има да речеме една ера позади нив, они слушале одреден тип на музика кога биле тинеџери, додека станале возрастни или стануваат возрастни во моментов. И сега доаѓа период кај што истражуваат нови ствари, пробуваат нови ствари и можеби ќе го променат жанрот на музика кога го слушаат или можеби ќе слушаат неколку жанри паралелно, што исто така е многу добро. Да. Така да мислам дека тоа се должи на тоа и плюс мислам дека луѓето се осеќаат слободни да си постираат тоа што сакаат и тоа се осеќа многу добро. Види, никој не добива флек за неговото мислење, као никој нема да добие онака исмевање од страна на било кој друг, пошто стварно мислам дека луѓето си имаат сватено таа работа каде што боле е да бидеш респектабл кон некого и да го почитуваш неговото мислење и само да можеш ти да му се спротивставиш на неговото, ама да го направиш на убав начин, нормално, а да има базис сето тоа, да не биде само хейт. И затоа мислам дека кај нас конверзациите и плюс има заебанци цело време, мимс цело време летаат низ каналот, така да као има little bit of both, онака избалансирано е и мене тоа ми се свиѓа. Да се навратиме на музиката, брат. Ако луѓе се сеќаваат, ја и ти тоа го зборевме уште у 2021 кај Амок радио на гости, онака каде што the state of hip hop, каде се движи музиката. И мислам дека тоа е онака тема за некој друг ден, али мислам дека тоа беше онака foreshadowing уште од тогаш за дека нема еден јасен правец во денешна музика, онака
сите си го бараат свој тој покет онака, сите сватија дека кор фан audience се најбитната работа и тоа е тоа што те одржува тебе кој артист. Во светот тоа се дешава, кај нас се дешава, кај нас се уште онака сите бараме само масата на луѓе и бројките на YouTube, добро. На YouTube тоа мора и тоа го зборевме уште на радио, уште првата сезона 2020, Ама да, кај нас се доаѓа малце погасно. Но дефинитивно и тоа мене ми се многу свиѓа, брат. И плюс ја на пример сум човек кој што има кај нас луѓе на Дискорд кои што купуваат винили, купуваат седиња, колектори се на тоа, го сакаат тој момент. Ја за разлика немам таква желба да собирам винили, да собирам CD-а, но сакам да поддржам со мрч на пример и луѓе ме знаат дека купувам цело време мрч, така да мислам дека артистите конечно, барем последниве 2-3 години, се буквално онака in their bag, кога се работи за merch game, за како да се ги каптивираат тие главните фанови, кои што знаат дека може да извлечат највише и пари од нив и внимание, дефинитивно, пошто ако ти си фан, ако ти се осеќаш дека си у таа кор фан база на тој артист, брат, ти сакаш да го поддржиш тој артист, ме разбираш, на било каков начин, дали е тоа преку купување CD, дали е тоа преку идење на концерт. И мислам дека it's only right за артистот ти да му бидеш примарниот фокус, ме разбираш? И се поише и поише тоа го гледам, порелевантно е и мислам дека и така и ќе биде. Сега барем години веќе се деси некоја онака дисперзија, брат, низ сценава, каде што ќе има цело време многу јаки ленти онака као леински има низ хип-хопот, кои што сите ќе вираат паралелно и мислам дека тоа е најздравото нешто. И после на крај нормално пак едно ќе биде так ќе се крене дали код на пример трап музиката кој што имаше долго момент онака кој што Ептен го зазеде и звукот. Значи трап музиката не само што беше посебен правец, после направи целосен тейковер на сцената, брат. Као секоја музика почеше беше базирана на трап бит, дури и поп музика. Тоа се нема десено никогаш претходно. Искрено. Поп музика секогаш си имала свој можеби на пример влечела од R&B или нешто друго. Добро, да. Али тоаш било малце поинако. Пошто не нормално, ама брат уште од Кети Пери, Dark Horse и од оние ствари, све беше базирано на трап музика. Тоаш бевме најако во трап музиката. Сега веќе трапот е у некоја позадина, барем според мене, каде што не е во форфронтот онака на музичкиот спектар. Да, се користат многу трап битови, се користи многу трап продукција, има многу познати трап артисти кои што и ден денес свираат, ама на пример знаеш како поделена е поише на рейдж музика, на ваква музика, иако таа склапа во тој чадор на трап музика, не е несесерли трап музика, онака и правиот трап се повлекува во некое свое онака underground место каде што комфортно место каде што доаѓа. И можеби пак има некој resurgence понатака, брат, каде што ќе се појави некој пак ќе направи нешто големо. Така да сега за сега 2022 мене многу ми се свија како година искочија многу добри албуми. Многу слушам нова музика и многу ми се свија тој момент, брат, каде што некогаш имам и проблем да не знам што да пуштам онака, пошто не знам како се чувствувам денес. Брат, ја имам другиот проблем. У првите 15 минути начнавме повеќе теми кои ни се добри поточки за следните епизоди кај што може да се влага длабоко и широко да се збори за тоа, али само накратко ќе кажам дека за мене 2022 за сега е многу безврска година за музика. Можеби не е тоа што сакам за мене или можеби не е тоа што јас го барам во хип-хоп. Да, жанрот тој цел апсолутно што и да опфаќа во денешен ден, бидејќи но тоа мислам дека не е толку лошо, бидејќи тоа е знак дека доаѓа нешто подобро понатака. Исто вака се осеќав кога престанав да слушам хип-хоп онака 2008 година, ќе кажам 2009 некој тој период, ја кога слушам многу мал. Имаше некои 6 месеци година дека што ништо не ми се случеше, тоа дека се ми беше исто и се ми беше срање. И после одеднаш, онака буквално можеби преку ноќ ми легнаа стварите. Да, Тайга, Дрейк. И почна се да ми се свиѓа. Да, кога се појавија сите тие нови жанрови и поджанрови. Тоа е таа преодна година каде што онака ќе период кај пред да се појави Мек Милер, пред да се појави Уиз Калифа. Тука беше Дрейк, али уште и он се бараше себе. Дрейк уште само имаше извадено So Far Gone 2009 така да. Така да тој период и сигурен сум дека ќе дое боле време, пар за мене зборам, за мене лично боле време кај што ќе има поише хип-хоп музика што ме возбудува, али за тоа се слушам други ствари као знаеш дека слушам афробит и оваа година, иако паралелно ги слушав претходниве 2-3 години од 2019 навака паралелно ги слушав. Оваа година е прв пат кај што онака се одвои скроз и едва чекам да видам Spotify Rap, да видам што ќе ми дае, кои ми се најслушани жанрови артисти, бидејќи знам од тоа што пуштам,
многу ретко ми доаѓа да пуштам нешто што е хип-хоп, а додека сум дома или додека трчам или додека правам секојдневни ствари. Хип-хопот ми уште ми остана такава музика за забава и можеби за некој при-парти или афтер-парти, ама Така. тоа е тоа. Се префрлив годинава целосно на афро и иако и на почетокот на годината и таму нешто имаше мала стагнација на сцената последниве од пролетта навака, од летото навака. Има многу добри изданија, следуваат уште некои други, меѓу кои и албумот на Wizkid кој треба да излезе Го сега најави во вчера. петок, го најави вчера претходниот сингл излезе во претходниот петок и синглот е топ. И едва чекам да го чујам тоа и многу интересно дека излага Wizkid на изден со Drake и 21 Savage, ако излезе оваа недела, бидејќи требаше да излезе претходната, ама има неки проблеми со Форти фатил ковид, така не барем тоа беше приказната. Да, добро, фер, мислам. Како и да е, и ние многу се исхајпавме и ова ни дое добро една недела за да ни легне малце тој хајп, па да може со малце по намалени очекувања да го слушаме албумот. Што мислиш ти? Па види, искрено да, се хајпна фија од самиот факт дека мислам дека нели зборевме за Honestly Nevermind. Знаеме како заврши со Джими Кукс, колаборација помеѓу нив двајцата. И ти кажав, барем тоа беше моја гледиште дека знам дека следи нешто, не знам кога, не знам што, ама мислам дека ова ќе е звукот кој што ќе го добиеме за као ова беше онака као навучение, еве ви што следува. Да. И со тек на време морам да кажам Honestly Nevermind ми легна добро. Ми легна стварно. Да, пуштате сирените. Не е до тој степен каде што онака би го вртел константно у ротација, ама на пример не знам, имаше некои моменти, се возиме со брат ми навечер онака. Кажи дешавката. Брат, почнуваме од Get It Together, брат, онака, као Get It Together More Life и после тоа се пушта, му викам, гледам брат ми дека вајбат и текнува, брат ми е човек кој што ја слуша седа таа музика, ама не е на пример човек кој што ја слуша константно, ама има моменти кога ќе он се стаи у таков мут. И фактички бевме тројци, еден другар позади и он ја пушта на ауксот и онака ја почнав да вајбам одма, брат. 2 саца вајле онака крузаме со кола идеме на Скопје и преубаво беше. И викам ќе пуштам други ствари од Drake што се вакви, као му кажам на Димитар бе има викам цел албум. И Димитар се уште го немаше слушнато Honestly Nevermind. И го пуштам брат. Прва трака влага и као Димитар ми се врати вака и ми вика, па зашо викам ми го немаш ова пуштено до сега, као ова е најдобриот Drake албум до сега. Не верувам дека е најдобриот Drake албум до сега, а далеко од тоа, ама ми легне. Ја колку поише го слушав онака, плюс дека ми е тотално спротивно со тоа све што слушам моментално. Ме разбираш, као тоа ме вади мене од колосек онака кој што ептен треба да сум посебен муд за сакам да го слушам, да треба да ми треба сонце, треба да е сончево кој што е сега моментално онака, треба ја да се чувствувам убаво. Ама ми легна. Кога сакам да го слушам, убав ми е за слушање, не ми смета, ме разбираш, као можеби не е нешто што би сакал у дискографија вака да го видам. Ама ко музика, ко парче музика го пуштам и ми е топ, брат. Масив, се уште ми е врв. Не знам, стики е хаос. Така да Text Go Green мене ми легна со текот на времето, дури да ставив на шајо плейлиста да сега да ставам, да ја вклучам и во миксот што го снимив, али ептер не ми се вклапаше на крај да измиксам, али као ми одговара со тој вајб и некако вака онака од не знам од 10-12 песни, ако ја трнеш Jimmy Cooks која е certified banger на летото, има 3-4 песни минимум што се окей, а другиот е окей за слушање, така да пак е и после неколку месеци ќе кажам дека мене најмногу ми сметаше само тоа што го најави како албум, а не како нешто друго. Само да кажеш дека е нешто друго, а не албум, немаше да му го зиеме толку за зло. И мислам дека очекувањата ќе ни беа доста. Тоа е ролер коустер, брат. Каверот беше луд, брат, онака го гледаш каверот, те потсеќа на некој death metal бенд, брат, си викаш човеков, спезнал, брат, кој знае какви битови. Да. Си мислиш дека онака Lemon Pepper фристайл на стероиди све ќе биде цел албум. Ти текно и го добиваш ова и е малце ти онака даун момент, ама сваќаш дека музикава е окей, дека не пречи никому, дека уствари е топ. Баш и е тоа и по тие стандарди индустријски за таа музика е топ. Општо беше многу добро. Као што може да видам и се пушташе по журки по фестивали на Ибица, Мајами и цел свет кај што има таква публика. Он токму и тоа сагаше, брат. Као тоа не беше пласирано за дома ти да ја слушаш таа музика, брат. Тоа е пласирано за тие, за големи фестивали, за големи журки, брат. Брат, кога сме више таму исто е еден албум кој го можеби го исмевавме тука кога излезе, беше албумот на Future. И таму се појавува Drake на 2 песни, едната се вика Wait for You со Thames.
И таа лоуки мене ми стане едното милените песни летови. И као што може да видам и ти ми прати видео од Fabulous како се пушта песната по клубови, посебно во Америка и низ Европа. Песната е голем бенгер дефинитивно. Клубскиот сетинг. И јас за жал не ја пуштам таа песна толку дека ми е малце спора, али таа ја вклучив на микстејпот Шаја кој го направив и мислам дека е тоа ми е еден од најдобрите версови годинава токму тој од Дрейк. И мислам дека песната онака лоу-ки со текот на времето после 4-5 месеци си го доби своето место на. Да, и тоа и со тек на време ќе стане она certified, она slow burner на Дрейк што ги има. Мислам дека да. Мислам дека да. И таа спојка од 2022 Дрейк Темс и Future на албум кај Future. Да. Одлично брат, одлично. Да се вратам на Her Loss, албумот се вика Her Loss, албум колаборативен проект помеѓу 21 Savage и Дрейк. За разлика од претходниот колаборативен кој што беше заедно со Future, What a Time to Be Alive, таму екзекутив продусер беше Metro Boomin. Metro вади свој посебен албум, свој соло албум кој што ќе требаше да искочи на истиот датум заради sample clearances и он го пушна една недела. И тој излага со петок. Не. Тој требаше да искочи на 4 ноември, тој искача на 10, така нешто или на 11. Да, 11. Со тоа што имал проблеми со албум clearances. И исто така Boogie with the Hoodie требаше баш преска го видов тоа, не дека пратам Boogie with the Hoodie, го видов на стори некаде каде што човеков сам си го има пушнат албумот и пишал причината е нормално пошто Дрейк вади албум као I'm fucking with that као не се ни пробувам директно е зашо. Реално. Зашо да имам 10,000 албум селс кога можам 36 да имам лабаво директно е. И поштам. Така да следна недела ќе добиеме, претходната недела добивме многу добри изданија. Поише од таа мојата сфера на музика, онака се врти доста добри албуми, се вртат квалитетни и затоа ти велам као кои се тие? Тоа е разликата помеѓу мене и тебе. Ја годинава вирам со нова музика, брат, онака као има некои албуми на кои што заглавив, на албуми кои што ги слушам уште од март се искочени онака. Прв морам да кажам новиот албум на Фреди Гибс, брат. Soul Separately. Конечно искочи. Искочи некое време од кога бев ја на неговиот концерт и од тоаш ми е онака како еден од најслушаните, највртените албуми. Соло албум не е на пример колаборативен проект со Alchemist или со Madlib за да биде тој Фреди кој што е сега највише познат, онака како има комерцијални моменти. Има комерцијални моменти, има добри синглови кои што реално може да се најдат и во добри клубови, во јаки клубови. И има песни кои што се за оние фанови за Фреди кои што го знаат што значи Фреди. Продукцијски многу силен албум и мислам дека треба да се чуе. Многу добар ролаут, многу добар мерч. Се гледа дека онака Фреди тоа што го работи заедно со неговиот менаџер Лембо у позадина работат многу добро. И мислам дека е на рол онака и дека буквално човеков кажа као албумов ми е толку многу успешен. Сега планирам да се пензионирам, не дека ќе се пензионира, али у смисла као разбори глупости Фреди цело време, само да каже нешто. Не, во ред, али го сваќам и што сака да каже, пошто ова не е влагање у студио со Alchemist и рапување на 10 различни бита. Ова е, брат, собирање битови, бит селекција, продукција со 12-13 различни продуценти и тоа многу добри продуценти. Значи он пак го има Alchemist, пак го има Madlib на албумов, ама го има и Just Blaze, го има и ги има Justice League онака како иако го имам еден од најлошите Justice League битови што ги имам чуено, стварно очекував поише од тоа. Го имаше Rick Ross на вакво. Има многу добри соработки кои што ти треба време за да ги испланираш. Ме разбираш, не е туку така онака и влагам у студио сега со Alchemist, фрлам онака 20-16 и правам цел албум. Ме разбираш, као многу поголема работа е каде што он се става у позиција на екзекутив продусер на неговиот сам албум, брат. И целиот ролаут, целото снимање тоа видеа онака со Слинг Джонсон онака ко пред SSS казиното и све тоа. Као имам Triple S казино, као има добри моменти за целиот ролаут. Албумот е со скитовите тоа дека се одвива во цело казино, а уствари казиното е можеби некоја алегорија на пеколот, не знам што, као негови ѓаволи, неговите вајси со ствари го покануваат, нешто такво као Джо Роган глуми едно. Интересно е многу. Не е концептуален албум, но има некој концепт во него, така да би препорачал на луѓе да го чуат. А инаку претходниот викенд
искочи онака еден од најдолго чекуваните, барем у таа сфера, го најави буквално една недела пред тоа и го извади Hitler's Worst Hermes 10. Пак ја кажам, fuck West Side Gun што го смени името, албумот го само направи 10 када се вика, заради све тоа што се деси со Кање. Причината е целиот негов серијал се вика Hitler Wears Hermes 1, 2, 3, 4 до 8B. 8B е фактички сайт B на осмицата и тоа се сорачуна како 9 и требаше да искочи 10 и Кање заради неговите антисемитик коментари и све тоа испомнување на Хитлер, онака исплаши премногу луѓе поради видовме што као го кенселна одма и заради глупостите што ги збори нормално, и као не знам зошто онака претпоставувам дека од лейбл причини, од нормално од политички причини. Логика е само прашање, мислам West Side Gun не кеше common sense брат. Didn't want that smoke, онака и си кажа fuck that shit, 10 ќе го крстам. Добар албум. Последната трака е лудило, онака тоа ми фалеше. Alchemist Beat 5 рапери 6-10 минути трае чудово брат. Ко аутро. Добар албум, ама е малце таков гриди, но е hosted by DJ Drama и пак ќе кажам тоа хостирање на Ова ќе чујам брат. Ова сакам ми го кажи и ќе го представиш. Брат, треба интрото и првата трака да ги чуеш. Интрото и првите две траки, интрото и првата трака, мислам и втората песна од албумот, мора да ги чуеш. Те внесоа онака све. Брат, не ми е јасно као DJ Drama is the hardest working man in the industry right now. Извади со Jeezy албум сега, Snowfall, и извади со West Side Gun. Мислам, не дека DJ Drama реално на крај го добива готовиот проект, споен уедно и као си го прави тоа што си го прави. У денешно време можеби да. У денешно време да. Со West Side Gun можеби да. Со Jeezy можеби не. Со Jeezy сигурно има соработувано и у бит селекција и у све тоа. Селекција, трак листа и тие работи. Да, све тоа. Али на пример овде West Side Gun поише го има искористено за флер онака како Tyler the Creator што му беше не дека нешто имал executive producing или некоја дирекција онака креативна DJ Drama, али како и да е, многу ми се свиѓа дека после толку многу време онака и после и подпишување на едни од најаките артисти на Lil Uzi Vert и на Jack Harlow, онака Ептен си ги добива цвеќињата и од самите артисти, не од луѓето кои што го пратат. Брат, го зборевме ова, многу работи што ги зборевме. Вака онака се остваруваат, али се враќаат тој момент, интересно е нешто различно да се чуе. Тоа и го зборевме со тебе, не знам дали се сеќаваш дека баш барем според мене е така брат. Сега за 2022, ако некој те праша кога е голден ерата на хип-хопот, сега е 2000s брат. Точно. Сега е 2005-та, 2006-та. Да, 2002 до 2005-6. Така, 2005-6 е тука веќе breaking point-от кај што веќе и Lil Wayne почна со Картер, со Картер серијалот да ги вади тие албуми, каде што тоа веќе има посебен момент, али до тој момент брат. Сега артисти највише се инспирираат, највише си имаат семплови од таму, реупотребуваат песни. Дури на моменти прелошо ги зимаат, ја нека само ги ја тоа го кажав. Песни прават на легендарни песни, звучат многу полошо од оригиналите. Да, бе, само дрил ќе стават у позадина, само го заслушува бас слайдови. Во британската сцена кој исто така оваа година мислам дека е многу стагнант. Ја би рекол исто. Има албуми кои што искочија, кои што се добри, не дека имам нешто премногу слушано, али пак сингловите се многу бейсик и многу онака. Продуцентски гледано, сватија дека тоа функционира и коштанцата без онака без осет. Ептен. И одмаз досади. Да. Ствара тој кринч момент одбивно ствара уште на самиот почеток ти текна. Уште кога ќе чуеш некој препознат семпл, ама не е направено ништо со него, туку е целата мелодија и само ставено без бас лајци и 808 направено дрил бит брат, толку. Ама не е тоа само случај со дрил музиката, него тоа се случува во таа комерцијален хип-хоп R&B музика која на пример H новиот сингл Baby што е земен семплото на Mr. Officer од Lil Wayne. Исто така сами тегне другата песна која сакав да ја спомнам, али нема везе, ти заборев, али се случува тоа многу често да онака новата песна на Тайга брат не е британска сцена, али која е земена цела од Sunshine од Lil Flip. Готово. Ја слушавме заедно кога сега Хјустон. What's up? Тоа е. Значи онака лејме брат. Да. Ако ми се слуша таа песна ќе пуштам Lil Flip, нема Тайга да го слушам брат. Факти. Да, тоа е. Затоа велам дека дури и артистите кои што се естаблирани на сцена имаат долги кариери, ама на пример не се
Па дури би го ставил и Дрейк поише е вака дека е звезда, ама дури на пример артисти кои Тајга кои што знаеме дека од 2009 активен на сцената и тоа многу познат се уште пак пробуваат и прават тоа што онака, знаеш како прават нешто, го фрлаат кон зидот и гледаат дали ќе се залепи. Ме разбираш, гледаат реакција од луѓе како ќе биде, што ќе биде и тоа јасно и гласно ја кажува целата сцена на и целата слика на хип-хопот моментално, како целиот спектар онака кој што не се знае кое чудо највише функционира моментално, како Ништо не функционира, брат. ништо не функционира, ме разбираш, како дури и на пример, не знам, луѓе веќе брат, Тори Лейнс, никој не збори за Тори Лейнс. Тори Лейнс имаше албум, сега извади пред вакво. Како и да е, брат, човеков продава, брат, ненормални бројки, ама дека е индепендент, он прави 10 пати поише пари и поуспешен него ли било кој. Lil Baby на другата страна, брат, веќе има пола милион копии спродаено од неговиот нов албум. Ја уште една песна немам слушнато. Исто. Не исто скрос, ама да. И ја го немам преслушано како што треба. Го немам слушнато новиот албум. Човеков има продаено 500,000 копис worldwide. Не ми е ни јасно како, брат, ме разбираш? Не знам од каде се тие бројки. Немаше сингл унапред. Имаше сингл тој Хеј, ама Добро, не се ни рачуна како сингл, брат. И као го немаше тој импакт, тој сингл. Не беше бенгер онак. да, од каде се бројките, ме разбираш? Значи, пак на крајот на денот, што значи дека Lil Baby има само една огромна корфан база, брат, која што број 300,000 луѓе онака кои што го поддржуваат за тоа. Да. Значи нема ништо, брат, не дури и Кендрик Ламар, брат, ти текнува Кендрик Ламар без разлика што го направи тоа што го направи со Мистер Морал. Не гледаш онака worldwide dominance со тоа, не воопшто. Воопшто онака си ги гледаш луѓе, не се тепаат луѓе да стигнат на вакво, брат. Си идат фанови на Кендрик на концерти, не се тепаат луѓе за да влезат на Кендрик на Ќе збориме ова следна епизода, има многу за зборење тука. Али тоа ми е дека стварно никој не знае што се дешава у денешната сцена, никој не знае што е децит, као ова е тоа, ова е таа формулата, ова го брат. слушаме сите или ова е тоа што резонира и со луѓето у Македонија, и со тие што слушаат или со тие што не слушаат хип-хоп, 2015. и со југето у Јапонија и со луѓето у Аргентина, брат. Јап. 2015 така Метро Бумин продукција се знае вака онака. Сега знаеш дека ако добиеш битот, не знам од овој и оној, дека ќе функционира нешто. Сега ништо више не се знае од тоа, брат. Се е оставено онака на free for all и ако запали, најчесто тоа е нешто ќе запали едното, брат, второ бит прават и пропаѓаат. Да. Точно. И као многу е чудно, али ќе видиме, тоа ќе го оставиме за друг пат, онака поише да го разлабочиме ко тема, да направиме муабет за тоа, бидејќи мислам дека стварно онака не е у state of emergency, ама онака е кај in the state of unknown, као се уште не се знае што ќе се прави, што ќе се дешава и уште не е дефинирана. Иако е 2022, знаеш, обично тој преод доаѓа на крајот од деценијата, као го зборевме тоа, се уште нема дојде. Ама сега ковид си еба некои работи. Да, реално да. И плюс реално трап музиката издржа многу поише од што се очекуваше и од што понаводници требаш. Факти. Многу подлого од што сите очекува. Ако се сеќаваш кога почнавме ние да слушаме трап, ни викаа дека трапот ќе умре како дабстепот во 2014. 2014 почна да иде уште погоре и погоре. Еве сме се уште. Тука сме уште, брат. Постои. Не уште многу долго. Не, ние сме вечни. Трапот може да умре. Тоа е. Ние сме тука, постои друга музика. Не може да умре, ќе отиде позадина и тоа е тоа. Да, и на еден начин после може и пак да се врати. И тоа е добро, така треба да е. Така и треба, брат. Тој велам дека цело време и стварите кои што се дешаваат се референци на претходни работи кои што веќе се имаат десено. Така да затоа велам дека ако во 2010 Golden Age of Hip Hop било 90 95 брат, со DJ Premier, со нас, со светова, сега е буквално од 2002 до 2005 онака како таа ера на музика, брат, сите тие фебелес каде што сега си ги уживаат цвеќињата, каде што многу луѓе го поштуваат заради тоа. Тој таа Нью Йорк енергија се уште е превалентна онака и на интернет, и низ мимс, и низ TikToks, и низ све тоа, брат, онака како многу очи се сега фрлени на Нью Йорк онака и нормално е дека луѓе ко Jadakiss, брат, и преку Versus и преку вакво ќе уживаат у тоа, ме разбираш, како уживаат многу у тоа и многу ми е мило дека е тоа така треба да е, брат. Пошто реално Jadakiss, брат, иако многу луѓе го сметаат за олдскул, брат, Jadakiss у најаките години бил 2005-2006, брат, он тогаш вирел, брат. Не, малце порано. Малце, ама од пак спаѓа во тој ист период, брат, кај што и Fabulous онака бил на врвот. Early 2000 се тоа, брат, рани 2000-ти. Да. Истото време и со Cameron, со Dipset, исто така. Многу други, па дури Jay-Z, брат. И DMX и крај на 90-ти, они се крај на 90-ти, почеток на 2000-ти, овие се на генерација
помлади брат и само да завршам оваа тема и баш поради тоа не сум во паника дека се случува со хип-хоп, дека не ми се свига, него само го оставам. Знам дека после ова сигурно доаѓа боле време кај што Так. можеби и да нема еден правец кој ќе доминира на целата сцена, ја ќе се уверам тоа што мене стварно ме допира и стварно ме возбудува од различните хип-хоп жанрови. Така да се надам дека дојде 2023, 2024 ќе се појави нешто ново на кое ќе ни се допаѓа, на кое ќе се закачиме, без да бидеме приморани да се закачуваме, што е многу битно. Да, тоа природно да дое брат, Треба да е природно. Пошто и на пример, ајде, Извини само што брат, значи имаше долго време кога бев и помлад кај што слушав музика која и можеби не ми се допаѓаше од прва, само за да ја разберам, само да видам другите што слушаат, ама како стареам и како имам доверба во мојот вкус, бидејќи си имам заебано така како имам слушано и пуштено музика која не сум ја осеќал баш 100%. Издело на крај дека сум бил управо. така. Имал такви ситуации со 6ix9ine, имал такви ситуации со Lil Pump, со целата таа SoundCloud хип-хопера и дури и претходно нема врска, али сега сум као не слушам тоа што не ми се слуша наискрено душа, тоа што не ме допира, не ни го преслушувам брат. Да. Киндер го преслушав, Тайлер Лани го преслушав еднаш, само да знам што се дешава, да знам што прават. Да знаеш дека нема да ти се свиѓа. Го немам, да се уверам дека нема да ми се свига, го немам пуштено пак од тогаш, така да не ни планирам да го пуштам. Исто така има многу други артисти кои ги постираат и на Discord. Фер. Едноставно не е тоа за мене, као ако не ме допира со сила да го слушам, само дека е нешто популарно или нешто другите го слушаат, нема шанс. Јас го имам правено тоа бидејќи и сум требал како диџеј или како радио персоналити или како и да е. Али са као старам сум као брат, ако не ми се свига, тоа е тоа. Да, сосема разбирливо брат. Види, еве, на пример, дур сме овде. Веќе го имаме зборено, ама на пример, втората половина на 2022 се појавија некои траки кои што на пример сега можеш да кажеш дека се certified bangers, онака неколку кои што вратат во клубови. И од тука се наврзаме и на новите ствари кои што брат, Джими Кук се спомнав. Тоа беше на првите бенгери кои запалија летово. Ambition for Cash ми е хит летово, но таа песна излезе на 2021 кон крајот. NDVS5 од Кендрик Ламар, уживав да ја пуштам летово на фестивали на поголеми настани, сега последно време во клуб и не ми е до толку. Ептен треба да е лит енергијата за да влезе како што треба. Stay Alive од албумот на DJ Khaled заедно со Drake и Lil Baby ми е мене лично можеби песна на годината од хип-хоп сцената, но таа не е ни толку за пуштање во клубови, таа можеби поише за интро. така. Исто така спремам еден микстейп базиран на таа песна, кој почнува со таа песна, кој требаше да биде више снимен, али не дошол на ред, така да се надам дека ќе го снимам до крајот на месецов. Друго нешто брат, Last ми е мене од Burna Boy. Тоа ќе кажав. Тоа е на пример онака на хип-хоп хит кој што мислам дека годинава. Не е certified клуб бенгер, туку е Iris Scratch certified бенгер. Ама не брат, да знаеш дека и на светско ниво трасцендира. Не, јас зборам овде. Каде што онака каде што ти успеа онака да го направиш да биде да се знае кога ќе се пушти дека сите бар нема да се мрштат. Да, не. Убаво си поминуваат, знаат што следи брат. Знаат дека ќе се појави Денисо позадина, сите ќе играме, ти текно е. Посебно, еве, сега ќе почнеме и за тоа да збориме. За луѓе што не знаат, Дарко и неговата екипа Шуршација почнаа новата резиденција у Станица 26 секој четврток. И не знам, ја бев првите два пати онака и посебно првиот пат, посебно кога се отвори онака првиот пат беше многу добро. Не сум човек кој што порано излегувал многу и јам идено на настани во Станица заради музиката, бидејќи таму онака попревалентна е електронската музика, не сум човек кој што ја премногу слуша. На ретки моменти онака сакам да се појавам на некој таков настани и сега беше на еден начин и шанса онака да чисто да видам, да искусам онака да идам. Отидов фаер. Првиот пат од осветлување, од цела атмосфера, од како луѓе се понашаат, енергијата која што ја носат, енергијата вие која што ја давате преку музиката, која што ја селектирате и која што ја пуштавте таму беше феноменално. И тоа што сватив тоа брат, као цела екипа сте сите си имаат онака, не дека имаат улога некоја посебна, ти дека ама секој си носи своја енергија брат, тука е Оги у позадина, тука е Денис у позадина, Денис ќе дое на Ambition for the Cash, ќе си правите вака со кавалчето, светот, ти дека тоа придонесува за луѓе да си поминат добро. Многу убаво. Кажи ми ти како се осеќаш за тоа? Брат, јас се осеќам многу добро, како прво фала ти за убавите коментари за музиката, ми го кажа ова и лично, али се го каже јавно. И знаеш дека I take pride in
playing music, значи се гордеам, сакам да пуштам музика и сум горд на тоа што го правам и на тоа што го пуштам, посебно кога знам дека е нешто добро и квалитетно и ми значи кога луѓето го осеќаат тоа што јас и мојата екипа вложува толку време во курирање на музика и курирање на искуство, конкретно сега Spicy Thursday во станица ново искуство за сите нас, почнувајќи од нас, па се до нашите пријатели и близок круг, па се до сталните гости на наши журки и луѓето кои не доаѓале на наши журки бидејќи можеби не им се допаѓале местата кај што сме пуштале претходно, не биле нивен стил или не можеле споминат таму убаво или имале други преференции. Сеедно, ние сме брат искрено многу задоволни од почетокот на Spicy Thursday. Огромна благодарност за сите што доаѓаат во станица 26 последниве 3 четвртоци, тие што ќе дојдат можеби сега за 2 дена. Онака скроз ново искуство за нас, скроз нов концепт. Мислам дека тоа е концептот што ни требаше на сите нас, да излеземе малце од по наводници underground, не дека тоа е underground музика, али да влеземе на место кај што и на забава кај што може да се пушта буквално се и се што од целата историја на хип-хопот и сите жанрови што се измеѓу. Значи се што е клубска музика, што е добро, што е на некој начин поврзано со хип-хоп, може да се пушта и тоа ни отвара нас многу поголеми шанси и многу повеќе различни шанси и покет во кој може да влеземе и зони во кои може да вирееме бар по 5-10 минути секоја вечер. Така да тоа поради тоа се осеќаме многу добро. Ја искрено првиот пат си поминав преако, третиот пат исто така, вториот пат и не толку многу ја лично, али знам дека луѓе се поминаа и многу добро и вториот пат. Така да задоволни сме, да се разбереме, извини. Не е заради нешто, туку онака дека човекот работи тој четврток и не може да ужива. Не е дека не било добро. Сега луѓе си поминаа преубаво, туку он не може да ужива, друго што работи тој. Еве, сега бевте ти брат ти 2 пати со нас позади, знаете што се дешава. Да, си бил ти во организација на журки, ама ќе ти кажам само дека првиот пат на отварањето на Spicy Thursdays, ја и нашата екипа работевме кој што работиме на Скопје Шейк или некој таков фестивал. Да. Сосема разбирливо. На страна што пуштавме музика и кога станав од сабелето, ај што бев малце мамурен, ама бев онака и као уморен од работа, од трчање напред назад, од пречекување на гости или местење на светлото или местење на опремата претходно или собирање после или многу други ствари што се дел од една журка која мора да се спреми и после се затвори на крајот. Така да не дека се жалиме, супер е. Нови предизвици, нови ствари. И искрено ја, Панчо, Цуци, Нести, Оги, Денис, Дади, Роберта, we looking forward секој четврток у станици, се надам дека и вие ќе ви се допаѓа на вас кои доаѓате и ќе споминувате добро пред сет, заради тоа ги правиме забавите. А и се надам дека ќе успееме да спроведеме некои тематски журки кои ги имаме смислено од подамна, али немало право место да се спроведат и ќе донесеме гости кои ќе одговараат на тоа што го правиме ние на Spicy Thursdays. Топ. Брат, ја ти кажав уште на самиот почеток, уште моментот кога влегов онака устаница, пошто ти ме собра, влеговме внатре двајцата, уште онака, нели, лево и десно дека се влегов на десната страна, уште погледот кон сцената, брат. Ти кажав дека ова е простор каде што многу поише можете, не сте никако ограничени со музика, брат, као го имате рейнџот, ама сега го имате и просторот кој што ви го дозволува да го искористите тој рейндж, онака. Као буквално ја боле сет од Панчо немам слушнато од првиот пат, брат. Тоа беше лудило, брат. Не дека Панчо мене ми е напротив, као Панчо ми е добар ко диџеј, ама тогаш, брат, тоа беше посебно нешто, брат. Извади траки, брат, кои што онака као даве песни, бе, постојат, ти текнуе, као постојат, добри се, брат. Сите пеа и ни унисон онака ептен, цели рефрени се пееше и беше многу убаво, брат. Као не се ни песни за играње, туку се за пеење. Пеење, тоа. Sing-alongs. И многу беше добро. Као ептен. Ја многу во посебно првиот пат, многу во си пројдов. А сега овој четврток ќе видиме како ќе биде, претпоставувам дека ќе биде исто така топ, ама да, многу ми се свига дека тоа онака као можете можете секој четврток да биде различно искуство, ме разбираш? Доволно се пет песни кои што ти ги внесеш у сетот да ја направат целата таа разлика. Тој мал покет што викаш, оние 10-15 минути да ги направиш посебни за било кого. Па тоа е интересно, брат, што ние колку и да сакаме да убацуваме такви ствари, убацуваме, пак забавата мора да се базира на тие 30, 40, 50 бенгери кои луѓето ги знаат и на кои луѓето играат. Баш имаше ситуација сега последниот пат, најдобра реакција целата вечер, мислам дека извади Trap Queen од Fetty Wap. И сега сакал некој ја да ја пуштам таа песна, брат, кога таа песна вади најдобра реакција, ќе оди пак и ќе оди следен пат пак. Да. Дека јас треба да сум на нормален песната што вади најдобра реакција да не ја пуштам, така?
Нормално. Ама од друга страна во право се тие кај Панчо во сетот 10, 15, 20, 30 минути таму може би дека он најчесто пушта прв, кога е warm-up има поише простор за зезање на некој начин, за експериментирање. Да. Тие некои 15-20 минути, мој некои 10-15 минути или два пати по 10 минути кај што ќе влезе може да афро или ќе влезе му нешто по ап темпо кон крајот. Е тоа што може да направи разликата. И ќе пробуваме да правиме разликата. Па ќе видиме како ќе иде. На крајот на денот луѓето искрено ќе ти кажам првиот пат ја сакав да пуштам некои помалце познати песни или послаби бенгери. Публиката не ми дозволуваше, публиката сакаше да урла, да пее, да се журка онака и до крајот ја бев приморан да... Да, не те пушта она, не ти дава. Да, или да влезам во нешто што не го знаат. Тоа го зборевме. Енергијата се осеќа. Убав муабет направивме со Даме. Баш токму тоа што го спомна, дека овде као да битни се песните, конкретните песни кои што ги пушташ, ама има моменти каде што онака можеш да пуштиш песни кои што ја носат истата таа енергија, на пример, да речеме, некоја е еквивалентна на Staying Alive, која што ја носи истата таа енергија, ама да не е Staying Alive. Ме сваќаш као некој секундарен или терцијален таков, пак ќе го има истиот импакт, брат. Као нема да го има до тој степен каде што луѓе ќе ја пеат, ама на пример пак ќе играат, пак ќе ја носи. Тоа ми е убаво, брат, дека можеш да имаш алтернативи, брат. Као стварно имаш алтернативи, не си вака, туку буквално можеш да си експериментираш не цело време, не велам ти цела ноќ сега да почнеш да отидеш скрос left field онака и луѓе да збуниш, брат, ужо од самиот старт, али тие мали покец онака 10-15 минути сигурно можеш да си ги дозволиш усето онака и да пуштиш нешто кое што верувам дека и ти сакаш да го пуштиш онака, као сигурно има музика која што длабоко у себе сакаш да ја пуштиш онака, сакаш да ја пуштиш на луѓе, сакаш да им ја сервираш усет и не само на пример на микстейп или на дома на пример ако снимиш вакво микс, ама туку и ужурка да видиш лайв реакшн како е и све тоа. Па да, брат, ама за жал тоа поише ми се однесува сега за постара музика отколку за понова музика. Понова музика што сакам да ја сервирам нема. Повеќе сакам да се вратам. Тоа. Ама и тоа е доброто, брат. Као и плюс станица е таква каде што има и измешана публика, брат. Као имаш у секој даден момент. Тоа ми е многу, тоа мислам дека и најдобриот дел, брат. Дека у секој даден момент за било една песна која што можеш да ја пуштиш у станица, ќе има луѓе кои што прв пат ја слушаат и луѓе кои што ја троубак. Има да, точно. Сваѓаш? Брат, сега ја пушти fucking проблем со A$AP Rocky. Дашко. Очекував подобра реакција искрено. Ама пак си ја пеа. Дел мислам дека не ја знаеа, што не знам како може да не ја знаат, дали се постари или помлади од публиката што би требало да ја знае таа песна. Или можеби таа песна беше бенгер во наше време. Сите треба да ја знаат, брат. Треба да ја знаат? Сите треба да ја знаат. Ама дали мислиш дека многу диџеи имаат пуштано откако излезе во Македонија на секојдневно на журки? Ја мислам дека не. Не. Недоволно. И затоа осетив дека као на некој ме јако, да имаше да речеме да ги поделиме по 30%. На 30% им беше јако. 30% вајде беа постари или вајде не ја знае или вајде слушаат друг тип на хип-хоп и онака беше добро, можеби имаат чуено, ама као не ги вајба никако. А мислам дека делот помладиве као можеби не ја знаеа. Не знам, брат, ја знам цела word for word онака као без сите три верса исто. Сите три верса не знам цела, без прекен, да. Тоа е certified classic. Ама тоа ќе стане класика за 10 години. Апсолутно. Кога ќе се врати кога златната ера на хип-хопот ќе биде 2015 година. Да, факт. Мада fucking problem се 2012, 2013 најверојатно. 2013, да. Брат, тоа е луѓето од песниште реално. Ама да знаеш дека извини само да знаеш дека на младата генерација, значи на луѓе да речеме родени после 2000-та, кои се сега 18, 19, 20 годишни. Таа ера и не им е толку позната. Таа ера од 2012-13, мастер ерата не им е толку позната. Они почнуваат да слушаат музика со Тревис Скот. Брат, и со The Weeknd. Ја и ти бевме фул тестостерон 2012, брат. На крајот на вечерта сакаш да се испразниш, ти текне. Али луѓето имале по 12-13 години, брат. Што знаат они за The Weeknd, бе, брат? Што слушале они The Weeknd, брат? Што ако си слушал The Weeknd од 2012-2013? Не, 2015 почнале, брат. Тоа са, ама не, дури да имаш Trilogy слушано, брат, од 2012 на свој 13 години, брат. Ништо не ти прија тоа, ме разбираш како ако не друго лошо ти прави. Да. Лошо ти прави. Трче сега да кажа дека не го сваќаш. Да, не можеш да се поврзаш на тоа ниво. Разбираш дека ние барем сме били у тој момент каде што стварно сме вриеле со таква енергија и сме го сакале, како тоа ни пријало нас, со тоа сме се поистоветувале, колку и да не сме имале пари
до тој степен, ме разбираш, али А, ние на наш скейл сме си го правеле Брат, тоа. на Trilogy до викенд нема пари, брат. Тој не, таму има Тој вајб, мислам. Да, тој вајб, ама зборам и за Исе Проки и за све тоа, брат. Све тоа што е флеши онака. Да, ама Ние сме стремеле кон тоа, онака ти текно сме били 18, 19, 20 години онака и кога убаво ни било. Тоа Ама тој ние го сите кажам цело флеши време. кон, брат. Го кажам тој пример цело време, брат. Ако Future пие кодеин, ја пијам водка, брат. Он е. за него кап, за мене кап. Јас си го третирам на мој начин, си го Да бе. тоа си го Тоа е. реплицирам тука и си го Да. возам на свој начин, сваѓаш. Затоа ти велам, луѓе кои што се родени у 2000, 2001, дури 2002, онака како они можеби ја имаат слушано таа песна. Тоа е еквивалентно, брат, на јас да слушав, ја кога слушав Eminem у 2004, ме разбираш? Го слушам, ме каптивира само енергијата, Да. ништо поише од тоа. Да. Ни текст, ни контекст, ни ништо од тоа. Така да, мислам дека они не ни можеле да се поистоветат до тоа време, затоа можеби не, брат, ја и ти бевме веќе онака адолесцентни кога сме искочи тоа, возрастен, брат, брат. ти текнува како возрастен си, искачаш, пиеш, факултет едно друго, тука е све животот, девојчиња се околу тебе, све е тоа околу тебе тука и брат, мислам дека е друго за тебе, него ли за некој што би имал тоа време 12-13 Да, години, точно, разбираш? точно. Не удара исто, брат, така да. А кога ќе се они веќе 18, они се on to the next shit, брат. Они си имаат свој веќе момент, они си имаат свој fucking проблем с момент со некоја друга песна у тоа време кога било они 18. Да, Нема да, да се да. навраќаат на fucking проблем со 2012. Да, со X Tour Life и со Ете. Stargazing и exactly. со Sicko Mode или било што и да е Да. тоа, 2000 Travis Scott и Кога се смени све, кога почна даунерски да иде. Да. И заради тоа си и така и генерациите кои што се пошто не види, не хейтам, туку има стварно јасна Има. јасна граница помеѓу онака кој кога е растен. Као ја верувам у тоа и многу голем дел е и музиката, брат. Многу голем дел, пошто стварно тоа веќе почна музиката да е инфлуенсирана од друго и Ама тоа е круг. Музиката сега ја ќе се- прават луѓето што живеат во таа генерација, ако они се осеќаат така, ја Јап. прават така и следните генерации стануваат се повеќе Да. повеќе такви, се дека не стигне на момент кај што breaking некој ќе point. му дое преку кура, бе, не сме ние више вакви, да е маса да се развеселиме, ќе почне да направиме поише таква музика, и после стануваат позитивни, после стига до некој момент кај што Фер. бевме ние, кај што Мек Милер ја правеше музиката од 2010-11, Wiz Khalifa кај што се беше као, не дека се беше добро, брат, ама сите ги болеше кури, беа позитивни, беа луди и се Јап. правеше дабстеп и се правеше EDM музика, EDM бранот се појави во цел свет, EDM трапот во Америка и во Европа. Као сега да табли се идеше по шурки по фестивали, као скроз Све беше тоа. керлес. Јас знам дека тие години идев на фестивали, брат, и во Европа и на Балканот и седе, као тој беше вајбот. Да. Таа беше енергијата. Самата музика го носи тоа. Ама тоа е Циклус. циклус е. Да. И музиката го носи тоа, ама и луѓето живеат во таа ера и ја прифаќаат таа музика. Фер. И обратно. И луѓето што ја прават таа музика се осеќаат така и затоа ја прават таа музика и другите се поистоветуваат со неа. И тоа е круг. Фер. Ќе видиме како ќе тера. Мислам дека како пак се движиме околу тоа, на пример за the state of hip hop и како и било и како ќе иде. И мислам дека тоа е онака како една од главните теми кои што може и најмногу може да се збори за иднината. Дефинитивно, така да ќе видиме како ќе иде. Тука сме да останеме, тука сме да видиме како ќе иде, пратиме сцената будно цело време. И тоа, можеби за нас е малце носталгично ова што го збориме вака за тие моменти, ама мислам дека и тотално оправдано, брат. Као не сме единствени двајца кои што го зборат тоа, брат. Брат, носталгично е, ама не го гледаме така како што го Е. гледаат генерациите пред нас, него знаеме дека тоа е минато време, Да. али јас сум барем човек што цело време гледа напред и пробувам да гледам напред. Исто. Исто, никогаш не сум дозволил да застанам онако, дури на пример и затоа и кога слушам нова музика, кога си го наоѓам тоа, мене што ми е убаво и знам дека има многу убава квалитетна нова музика, ама на крајот на денот пак има моменти и тоа, рачунам дека тие ствари, на пример сега што ги збориме, брат, тие ствари не ги ни слушам дома, брат, туку мене ја дозволувам некој друг да ми го направи троубек, ти да ми ја пуштиш у клуб, ме разбираш? Па да. Преубаво се чувствувам. Затоа на пример Панчо, брат, кога ми ги Дайман си ми ја пушти, брат, као ја почнав да ја пеам позадина. Се разбира дека ја 3 пееш, джина брат. имам у мене, брат, 4 джина имам у мене. Топ ми е, брат, ја пеам ја Diamonds, брат, збор за збор, ти текно е Ријана пеам, гајле ми. Топ е, брат, преубаво е. Ти песнава од 2010-2011, брат, као троубек ти прави, брат, тоа си имал 18 години, брат. Escape Cafe, шараут у Васа, брат, си искажаш Дарко пушта музика, топ е, ти текно. Do my dance. Do my dance, нормално. Хаос. Ама ти велам, као носталгично е и знаеш точно за кој момент ти е приврзана таа песна и тоа ми е убаво, брат. И се надевам дека луѓето
кои што се на пример сега 20 на кои што пораснале на пример кои што ги слушале Exo True Life на 18 години или на 16 16-15. многу ме интересираат за 10-15 години 10 години од сега на пример кога ќе бидат наша возраст 27-28 многу ме интересира дали ќе има такви троубеци на тие. Ја не знам искрено дали Ќе има, брат. Ќе има? Ќе има, брат, не може да нема Exo Tour Live, брат. Ја денот го памтам Exo Tour Live кој излезе. Исто. Некој излезе него недела дена покасно. Се заглавив на песната беше Велик ден, брат. Се сеќавам на денот, брат, цел ден се сеќавам. Exo Exo Tour Live се сеќавам на денот. Да, е класика, као стварно е класика. Ама тие други песни ја не можам да се седам на многу такви песни од 2016. Тоа дека ти не си живеел во тоа време. Како е, брат? Не ти не си слушал музиката што оние слушале во тоа време или ти си слушал многу повеќе музика, оние слушале одредени 20-30 песни. Добро, може би тоа. Тоа се случува со Playboy карти сега на пример верувам со Playboy карти, со Ленси Фу, со оние сите што се. Онаква песна кој оној Take It the Race. Добро. Тоа ќе има таков некој ефект. Што за мене не значи ништо, брат, у животот. Take It. Bitch, I did the race. I am beat the case, bitch, I did the race. После една недела в затвор. Ги читам точки што ги има напишано, ја не ти кажав што преслушав во октомври. Денеска е 1 ноември, почнуваме нов месец и баш вчера постирав на еден друг профил што ги имам таков као приватен што слушам периодов. 3 албуми се тоа што цел октомври утапав од вртење. Првиот албум Palm Wine Music 3 од групата Show Them Camp. Имам зборено многу пати на Пандамониум радио шоу. За мене тоа се, брат, онака топ-нош, топ 3, топ 5 афроартисти, они се легенди на алта и на таа афрофюжн сцена во Нигерија. И као извадија нов серијал, нивните серијали Palm Wine Music 1, 2 и 3 и Palm Wine Express за мене се едни од најдобрите албуми општо последните 10 години излезени. Го тепав во слушање, зборев и со Марина, не од први слушање не и се свиеше толку, али као енергијата која носат они двајцата како OGs на сцената, онака многу баш се понашат како OGs и темите кои ги зборат, онака имаат и малце флекс, малце поише knowledge, постојано ставаат нови артисти не толку познати на мапата и тоа беше многу добар коментар кој ми го даде Ники, кој ме просветли на нивниот албум Palm Wine Express, кој излезе мислам дека крајот на 2019 или почетокот на 2020. Исто така има многу нови артисти кои тогаш не беа толку познати. Тие артисти во 2022 се некои од најпознатите афро и алт артисти со најголемите хитови, како Bosch, како Амаре, како Темс, како Буџу. Сите тие се наоѓаат прв пат, можеби ние прв пат ги дознавме преку тој албум. Така да Show Them Camp, Palm Wine Music 3, обавезно цел албум се слуша од почеток до крај и таму има некоја приказна со скитови, они говорат како радио емисија, се јавуваат, има колерс во радио, па некој дечко и девојка раскинати па се караат преку радио, нешто како има интересна прича која се поврзува на некој начин со песните и со тематиките кои они ги зборат на самиот албум. Уште еден албум кој сакам да го спомнам од алта и од афро сцената тоа не е ни алта до душа. Тоа е некој нов саунд, некој да речеме Gen Z африкански саунд. Айра Стар се вика девојката, се прослави најмногу, стана позната по тој TikTok вирален хит Bloody Samaritan, али извади делукс издание на незиниот албум 19 and Dangerous, мислам дека се вика, на кој се најде една песна која се вика Rush, која мене ми е можеби песна, најдобра песна за октомври. И од во слушање многу позитивен вајб, многу добар вајб, девојката многу ми се свија, дека е така многу весела, многу убава енергија ми носи. Интересно флоу, постојано пее, постојано рецитира, го менува флоуто, најчесто првиот и вториот верс се како тотално различни и тоа ти прави да пуштиш песната уште еднаш, да слушаш дека ставаш да се вратиш прво на првиот, па после на вториот верс, онака да преслушаш се што треба. Айра Старт, проверете, и третиот човек кој ти спомна исто така ставаш да го преслушаш неговиот албум, Асаке или Ашаке, Mr. Money with the Vibe, артист кој исто така доаѓа од Нигерија. Многу интересен саунд кој поврзува тој нигериски афрофюжн звук и рецитирање и пеење со модерниот, ама пијано звук на битови и на инструментали. Тоа сега последнава година стигна од Јужна Африка и до Нигерија и секаде во светот. И таа комбинација на звук е многу добра. Неговиот албум онака исто е многу краток, од 12 песни се, бидејќи таа музика потсеќа на малце на хаус музика, песните се на некој начин поврзани помеѓу себе.
бар првите 5 и последните 2-3 измеѓу има нешто што експериментирали, друго е секоја поврзано на некој начин, онака 10 минути битови, он рецитира сличен е звукот, слично вози, али на пример кога трчам ми одговара многу дека е по ап темпо и дека ми дава добра енергија. И уште една работа ќе кажам, што е дефинитивно причина за тоа што слушам сега, и убавото време кој го имаме цел октомври, брат. Цел октомври, феноменално е сонце, време, брат. осеќам кога да е пролет, Да. и оваа музика премногу ми прие, затоа не можам да слушам толку хип-хоп и толку некои подлабоки ствари. Се сеќам дека претходните години кога сме почнувале со радио, више било лошо времето и онака сум почнал да слушам нешто по UK. Видов дека и Санте извади ново EP, не знам дали го преслуша. Јап. Го преслушав ја тоа, али не ми легна дека звукот е малце поразличен. Малце е по-даун, онака чекам побавен. Да, Ќе треба чекам да се заврне, стемни. да. Ето. Ќе чекам да заврне, за да му се вратам и да го преслушам, али сигурен сум дека ми се свиѓа, дека од први слушање ми се свигаше и синглот кој го извади Јап, Шаде, исто така беше одличен. Така да, брат, тотално слушам само тоа летово и почетоков на есен, вако што уште ми е некако лето, направив една плейлиста за Хелтиш, ја спромовиравме по социјални мрежи, кој исто така е на селекција на 12 сати алте музика, една плейлиста на која сум многу горд и благодарност до Ники, до Марина кои ми помогнаа малце со музика и ми додадоа нешто што ми фалеше кон крајот. 12 сати алте, таму ќе ставам и друга алте музика во иднина и се надам дека ми се свиѓа на луѓето, бидејќи и Хелтиш испромовирајќи нив и онака има многу лајкс на плейлистата и се надам дека луѓето ја слушаат додека седат дома, дека си работат, дека си прават различни ствари, бидејќи одговара се уште ради време, а кога ќе се стемни, више мислам дека нема да одговара. Тогаш е време за нова. Нова малце, Секако. така помрачна, Апсолутно. поесенска, Поесенска, не би Поврнежлива. рекол мрачна, врнежлива. онака по laid back, по slow burners, онака за да си седиш да си пиеш кафенце, да си уживаш. Мислам дека ќе е окей. Види, кај мене на пример, исто така, освен Фреди, искочија добри ствари, брат. Има еден многу добар сингл кој што се појави. Искрено мислам дека ја имам зборено, дали под радарот, дали нешто такво, немам појма кога ја мислам дека ја имаме зборено. Артистот се вика Оџерим и е као прави некоја верзија, не знам искрено дали и од Америка, мислам дека не е ни од Америка, мислам дека некаде потекне од Африка. Брат, звучи на Нигерија искрено. Такво нешто е, али прави легит, не знам, звучи амерички, како и да е. Извади еден албумот се вика Alarming, има траки со Мурамаса, краток е албумот, некој 7-8 песни онака, али Keep It Low е за мене онака еден од најдобрите, колку е едноставна, но колку е добра, и баш тоа и на Дискорд го има впишано, али пројде под радарот, пошто реално и никој не ја ни слуша. Буквално ми е песна на годината, брат, од самиот од неколку слушања, брат. И исто така IDK и извади уште една песна, се вика Monsieur Dior, и е онака ода за искористен е семплот на One Beer на MF Doom, буквално дента која почина, MF Doom на вчерашен датум пред 2 години почина, на Халоуин, и ја извади песнава и онака ми една исто така од подобре. Така да за Вчера излезе? Да, на 31 искочи, да. И многу квалитетна музика, не знам, слушам, се вратив, имавме еден момент кога се вративме назад на Dirty South ствари. Се враќам еднаш нереално, нешто четврток се враќам. Слуша хаус моменти, се вратив и на тоа, загледав, не влегов у Rabbit Hole, ама гледав ствари за Камилионер, гледав ствари за такви ствари, за Саутот онака, за Хјустон сцената, дека најчесто е изоставувана од сето тоа, а многу е битна, ама имаше неколку моменти кои што ме вратија и на Мемфис и на Хјустон, бидејќи Мемфис онака на албумот на Фреди го има DJ Paul, и таму има и негова продукција, негов бит и негов текст, негов верс, и многу добро онака. DJ Paul од 36 Mafia. Да, DJ Paul е кор мемберот на 36 Mafia и има, така да мислам дека има добри моменти, а на пример тоа што викаш за Сонце, обрат, ја имаме на плейлиста. Ако идете кај мене на профилот, на Spotify профилот, 17-ка, одберете ја, пуштете си ја која е вака сончево. Не знам, Snoop Dogg, Curly, Pharrell ствари, такво нешто, као Larry June, Currency, такви ап темпо, ап бит, брзи стотки, ама за сонцево измислени онака. Не ти ни треба да е навидум топло, само треба да е сончево, ме разбираш? Да. Тоа така да за музика мислам дека има премногу и едва и чекам онака да ги чуем и новите изданија кои што ќе искочат сега и за да видиме и што и како, пошто стварно искрено мене ме интересира
што ќе извадат Drake и 21. Не можам да го замислам се уште таа комбинација на цел албум, можам на неколку песни, пошто Sneaking, еве, Jimmy Cooks имаат неколку ствари, 4 песни имаат заедно. Сигурно имаат 4. 3-4 има сигурно, 3-4. брат, не знам. И мислам дека Knife Talk. Да, Knife Jimmy Talk, Cooks. да. Те па 4 се валја. Како и да е, ме интересира каква продукција ќе има, што ќе има, кои тематики ќе се обработуваат. Мене ми звучеше ова интересно со некакви семплови чудни, брат, дека се Да, проведува види, и на Jimmy и Cooks, на брат. Jimmy Cooks, ама и на ова што беше како најава за албумот, таа е некоја мелодија што иде, тоа е интересно е многу, ако таков е звукот со трап битови, тоа е нешто интересно што можеби не чуено до толку до сега. Да, пошто не знам дали се сеќаваш, брат, Jimmy Cooks ја прв пат кога ја пуштив, ја мислев Дрейк дека ќе продолжи така да рапува без джамс, без ништо, брат. И викам, вау, ако се деси. Знаев дека за 21 ќе следи некој бит switch 100%, али очекував Дрейк да продолжи на тоа, само на мелодијата да рапува, брат. Ама ќе видиме, брат. Ме интересира искрено, сакам да видам и фичерс ако имаат и ако имаат кои ќе бидат. Ке има 100%. Има ствари, има работи кои што онака ќе се дешаваат до крајот на годинава и мислам дека ќе имаме работи и албуми за обработување овде, ме разбираш на Се подкаст. надевам, брат. Да. Исто така, нешто што сакам да го начнам, денес е пред неколку дена имаше Бутлек Кев. Имаше подкаст заедно со Lil Pump, не знам зошто, ама постави едно многу добро прашање. Му го постави прашањето на Lil Pump дали мисли дека J. Cole бил управо за тоа што му го има кажано на неговиот албум. Што мислиш ти? Брат, тоа е аналогијата што спомнав ја преска. Јас се осеќам лошо дека едно време имам пуштено Lil Pump по моите сетови, брат. Дека не сум верувал дека тоа е тоа. Не ми се свилало толку што за јас да стојам позади тоа целосно. Кој што ми се свија сега пример Афро. Да. Мислам види, дека јас исто да го предвидев што старт, брат. И го предвидувам. Истото важи за македонските и за балканските артисти. На сите се дешава истото. На Балканот се дешава тоа што се дешаваше у Америка пред 5 години, брат. Истото е. Да бе, нема longevity. Ништо нема, не ништо нема, вредност, брат. Ништо нема. Значи катастрофа и управо беше J. Cole за се што каже и јас осеќам Middle Child кој што се осеќа и он. И затоа и песната Middle Child кој излезе Да. тотално ме сврте. Не дека ја бев многу заглавен таму, ама повеќе резонирам со него отколку со овие наркомани веко Lil Pump, брат. Факт, добро, да. Реално да. Вака, ја морам да искрено, брат, ја го гледав онака и си викам, не може човеков да е волку delusional, брат. Тоа, брат, Као прво е глуп, као му го второ поставува е прашање и му вика I'm still here. мозокот му исушен, бе, брат. Реално. Као му вика I'm still here и овој му вика да, ама тука си знам дека имаш пари, знам дека си успешен, знам дека си уште тука, знам дека ги имаш ланците на тебе, знам дека имаш облека, али музикава? But I'm still here. I'm Која still музика, making money. брат? Кај си овде, бе, мајсторе, не постоиш. Ти текна, ако не те викнел овде и ако не ти го поставил прашањево, 100% и подкастов ки имал за Бутлек Кев, кој што е реално и познат, ки имал така испод просек views, ме разбираш, пошто никој не сака да чуе Lil Pump што има да каже, ме разбираш. Значи целата таа целиот тој интерес, брат, заради епизодава е спаркнат само заради прашањево, брат, што му го постои. И кога сваќам дека луѓето се многу delusional заради тоа, брат, и многу почнав да го поштајам тоа, брат, кај што стварно луѓе излегуваат од своите дел, гледаат излез онака како ги користат сите алатки што ги имаат при раце, а ги имаат сите за музикава да си ја земат своја да биде, ме разбираш, да не се веќе како на еден начин сега веќе го искористам зборов, али робови на овие Пиуни. да, пиуни на, пошто стварно е така, брат, и со тие 360 deals и со све тоа. Брат, не си роб, значи гледај. Тие се Роб е заглавени, многу бе. тежок збор. Не, факт, да, ама стварно се Тоа е роб, ти потпишуваш да станеш роб, тоа е твоја работа, брат. реално ти си потпишуваш на тоа. Роб е друго. Тоа да се разбереме, само ќе го збориме с некоја стена епизода, ако уопште сакаме да го збориме. Фер. Ама пак ќе кажам, брат. Јавно, свесно го потпишуваш ти тоа. Знаеш дека као немаш ни парче музика кое што било на било каков начин релевантно последниве 3-4 години, сите ти се исмеваат. И ти се уште си delusional, брат, дека ти си битен на сцена. Многу голем дел од тие таквите артисти, брат. И тоа ти не можам да застанам позади тоа, брат. Не можам да го поднемам. Ко прво, немам ништо да поддржам. Ко второ, и тоа што има да се поддржи е треш, брат. И као затоа
таквите брат не можеш да се поврзаш со такви. Затоа луѓе на пример и посериозни артисти не ги интересираат бројки брат на до тој степен брат. Знаат ни кој е таргет фам. Ти ако трчиш брат кон секаде само да гледаш да поентираш брат малце на помалце на секаде, ништо не правиш брат. Ништо не правиш. И као многу ми беше чудно, ми беше сакав да го спомнам, пошто реално така е брат, као J. Cole was fucking right брат. Се знае брат, се знаеше дека ќе биде. Се скроз верував во тоа уште од сам старт. Да. Дека така беше. J. Cole кога му го збореше тоа лупам, не знам дали го свати брат. Кога збореа у таа собата на каучот седнати. Не знам дали уопште он Да. дали му влезе у глава тоа што го кажа. Сигурно не. J. Cole. На Лин бил направен пред таа стопаст. Се гледа тоа брат. На I нормални took the луѓе. walk to... На нормални луѓе брат. Мислам да ги стеравме добра епизода, али за крај мора да завршиме со една тажна вест. Јап, тоа мора. Што ни го еба мудот. Епте някоја дојав тука, трајче ми кажа. Уште на врата, срекни да расположени за снимање на прва епизода од трета сезона. Едва чекавме кој што кажа трајче. Али таа вест не пречеки, малце ни требаше на 15 минути да се испцуеме тука и да се понервираме и да онака да се истуриме на некој начин. Не меѓу себе, али да изфрлиме нервози кои што цело време, пошто у 2 години постоење се поише наврати го имаме зборено ова. Не знам уште сабајле, уште пред да почнеме да снимаме се расчу веста дека Тейков починал, дека е убиен од имало некое убиство во Хјустон, каде што не знам over a fucking dice game биле двајцата, они Quavo заедно со многу луѓе, валја нешто играле коцки, фрлале нешто, појма немам што правеле. И сега видов на брзина на телефон, дур скролнав, видов дека и кај нас од Дискордот онака луѓе се распишаа, видеа праќаа дека стварно и тој се уште не знам искрено дали е официјално, али видов дека има и слики и одговараат на неговиот аутфит што го имал стајано на стори, као бизарно е, дури не ќам да гледам такви работи искрено, као испод чест ми е да е мртов човек врат на камера, тоа е глупо. Ама Rest in peace Тейков, многу е жално дека тоа се дешава се уште и ова го збориме константно дека ја сваќаме опресијата, ги сваќам проблемите во Америка кои што ги имаат, ама на крајот на денот ова не помага на тоа, ова не помага на каузата, онака као конкретно Тейков без разлика со сега што одделени не се ни Мигос веќе, ама Анкен Фју извадија нов албум буквално пред 3 недели онака. Го немав преслушано, сега мислам дека денес би го пуштил онака чисто за да видам што е, пошто Only Built for Infinity Links се вика, кој што е ода на Rake One, Only Built for Cuban Links. И не знам, многу е жално брат, глупо е. Според мене Тейков е еден од барем беше најдобриот Мигос беше според мене онака. Најинтересниот, тоа ќе се сложи и Марса со нас онака. Марса беше Тейков афишијанадо своевремено. И многу е жално дека се дешаваат вакви работи, дека ќе треба ние да ги кажеме во етер овде. Бидејќи стварно онака уште која прочитав веста, не ќе Дарко да му пишам на Вибер, кога се појави овде, викам не слушна веста, не ништо, вика немам прочитано, му кажувам што е онака како почнав да пцуеме, бидејќи на крајот на денот не е дека на пример Тейков никако не ме дира, али ме дира тоа што од културолошки аспект губиме битни личности кои што во нашата барем во моментот ние кога сме почнале да ја пратиме, они биле активни и зошто да не сакаш тие луѓе да имаат една долга кариера, еден долг живот, па на 40, 50, 60 години на пример, кој што еден Майк Тайсон има сега подкаст, Мигоси да се соберат тројцата и да имаат еден добар подкаст меѓу нив или на било кој друг начин да искочат надвор од таа музичка нивна кариера и тие своите скилс и своите искуства да ги пренесат на некаков друг начин, низ друг медиум или да работат со други артисти од нивното комјунити да придонесат нешто. И сето тоа згасно е моментот кога ќе имаш gun violence involved и онака кога ќе имаш смрт у сето тоа. Тоа нарушува многу фамилии, нарушува многу енергија, нарушува многу буквално све нарушува у тој момент, не само што еден живот згаснува, туку све друго пропаѓа. И многу е тажно, многу е жално дека се дешаваат такви работи константно, плюс посебно сега дека е high profile, инаку ова се дешава на дневно ниво во Америка, сериозен проблем е. И лошо е брат. Многу е лошо брат. Мислам сега ќе кажам глупо, треба да прекинете текно, али знам дека тоа не е возможно да прекине, тоа е Америка брат.
стварите кои што ги гледам на дневно ниво и ги читам овде дур работам, затоа е бизарно онака. Така да многу ми е жал пошто стварно изгубивме еден као голем битен столб во Битен брат, стварно е битен, иако he was left of Берен Бужи. Do I feel like left of Берен Бужи? Фак Џо Баден. Ама да, изгубивме многу битен лик кој што верувам дека во подлабога негова кариера онака длабоко во неговиот живот брат. Мислев дека ќе има добри моменти онака и плюс за нас. Рашувам дека ние тоа брат, само стај си у перспектива брат. Ние имаме 40 години онака со деца сме. Дома си седиш брат, не да лајте текно е како никој не ќе да замарат децата со жената негде отишле брат, пушташ брат мигоси подкасти текно. И се кака хихи муавеци зборат за 2012-2013 за Culture One зборат брат. Преубаво ти текно. Тоа не ни мора да значи дека тоа би се десело, ама само наједноставното нешто, инаку луѓето можеле да станат CEOs, executives на record labels. Ти текно е creative director, некој е голем на Def Jam. Fucking Snoop Dogg стана сега пред 2 години стана creative director на Def Jam, брат. 30 години у неговата кариера, ме разбираш така. А кариерата на еден артист, посебно на такви кои што си имаат оставено своја дамка, брат, дупка имаат оставено у целата наша култура, не згаснуваат туку така, брат. Не е тоа Lil Pump, брат. Точно. Не е тоа Lil Pump. Тоа е разликата, брат. Тоа е разликата помеѓу такви артисти и артисти кои што се изградени и имаат долго години почитување и целе генерации кои што ги имаат проедено со нивната музика. Така да уште еднаш Rest in Peace Take Off. Многу ми е жал дека се дешава ова константно у Америка и знам, мислам онака wishful thinking, али тоа се надаме дека ќе се смени нека тоа. Брат, вако прво ми текнуваат многу, мислам неколку интересни дешавки онака тейков на неколку места ми е. Прво ми текна тоа со Берен Бужи дека не се најде таму, а исто така еден од најдобрите версови негови според мене на Слипери и стаја на крај. Ја од првиот пат кога почнав да ја пуштам Слипери скокам одма на тој дел, бидејќи ми е најдобар. Исто така го слушав Тейков, тоа се сетив брат, кога идев на базен, тој период 2018 година, мислам некако извади албумот. Албумот кога го извади, yes sir. Да. И тој албум исто има, сега не се сеќам како се викаш, ама има добри синглови кои да бе, со на ракета на што ја качи. Да, што ми стана и го слушав на базен додека идев брат. Имам така некои интересни моменти, ќе треба малце подлабоко да навлезам да преслушам онака да се сетам уште нешто од него, али од прво ми текнуваат тие ствари што стварно ми значат брат, не е дека не се многу, не е тоа Дрейк ја да имам 1000 песни да знам на памет. Fair. Ама тие се некои моменти он бил дел од тоа што е game changing и што е револуционерно во претходната декада. Можеби како член во позадина. Да. Најнебитен под наводници гледано од страна, ама многу битен и многу skillful и тие што се прави Мигос фанови ја знаат неговата вредност. Дефинитивно. Неговата улога таму. На крајот денот он личеше дека најприсебен и најприсвестен, најнормален од сите. Тоа, дефинитивно. Од друга страна брат, као целата таа магија брат што ја има, целата таа енергија околу нив, па дури и сега брат, иако беа двајца. А сега ова со трачојове со не со да тој не ми се свиеш, не ни го испратив, ама ја не ни пратев ништо, али како и да е брат. И на Colors настапот и све тоа онака како на тајни диск. Ми се свиѓаше све тоа. И оние со оркестарот, Трап оркестар. Све тоа брат, ти имаат такви моменти плюс се легенди брат, го имаат качено трапот на пиедестал брат, Culture е еден од тие онака како тектонски движења има направено у културата, да бидеме реални брат. Колку и да не ни се свиѓаат последователните изданија од Culture, окей, али Culture е легендарен брат. Така да не знам што да кажам брат. Без веза е, глупо е брат, жал ми е. Али тоа е брат, тоа е Америка за тебе кај што секој втори има не знам, има поише пиштоли не издржава него ли телефони, така да тоа е. Еби га брат, Rest in Peace Take Off, се надам дека фамилијата Мигос сито цело проживување дека се окей, дека ќе бидат најокей што може. Ќе даеме ние некој омаж во некоја следна епизоди малце поише, можеби за ова, али мораш да се спомне дека денеска за жал ни го еба малце мудат пред да почнеме да снимаме. И се надеваме дека е последен или меѓу последните вакви дешавки. А знаеме дека нема да биде, ова го зборевме и за Nipsey Hussle, ова го зборевме за Pop Smoke. Нема да се деси брат. Тоа е. Америка е, не се дешава тоа. Тоа е тоа. Мислам дека завршивме прва епизода од
третата сезона. Сме добри. 61 епизода ако ги броиме како што ги броевме до сега. Се надам дека ви се допагаше, дека ви се допаѓа овој нов сетинг, дека се испадна како што треба со видеото, со аудиото. Ќе видиме откако ќе завршиме со снимање. И Fingers crossed. да, пишете ни на Discord, пишете ни на Instagram, пишете ни на YouTube коментар. Стрегни сме дека сме назад, дека повторно ќе се дружиме, се надеваме секоја недела, можеби со некоја недела измеѓу пауза, али сакаме да бидеме константни, да држиме ред. Пишете ни кои гости би сакале да ги видите, кои теми би сакале да ги обработиме. Имаме ние више некој план за следни епизоди, така да ќе работиме на тоа и се надеваме ќе се исполни. Кажете ни како се чувствувате за новиот сет, кажете ни на пример што би можеле да подобриме. Кажете ни дали е боле ова или претходното, што сакате, пишете ни фидбек, ни значи тоа премногу. Нова сезона, нови работи следуваат, поише гости годинава. И мислам дека ќе биде за сите подобро, онака и тоа е. Уште морам еден шараут само да кажам. Шараут за нашиот човек 5 денара. Во лево од Дарко е постерот кој што тоа легендарното хеј. Многу добро изгледа, брат. Предобро изгледа. Пред некое време, буквално онака пред да дури работевме на сезона 3 пред да почнеме, имаше пишано, имаше спратено слики дека прави нешто упозадина, дека прави постери онака инспирирани од сезоната која што ги гледал и ни прати неколку верзии за после и да постне онака да искочат дека има направено преку 10 постери, 10 финални и уште неколку кои што онака биле скрепт. Ова беше еден од легендарните со легендарното хеј на Дарко и моравме некако да даеме омаж за тоа и да го ставиме во студио за да биде. И така мислам тоа ќе ни даде шанса и со тек на време и да ги покажеме и другите како идеја или да покажеме други ствари кои што ќе бидат релевантни на тема. Да, исто така шараут за Џо што ни помогна со местење на камерава, малце по-профи камера, не сме толку профи у фото и видео, па ни требаше помош од нашиот човек Џоџо. Big up до Џоџо. Big up до цела Пандамониум радио екипа, дел од нашиот кру, Владимир, Флекс, Бист, сите други кои сте дел од ова, целиот Discord, сите што не следите на Instagram, трајче некој друг? Мислам дека тие се сите. Огромна благодарност за сите ваш, ако стигнавте до овде. Shout out to you, a real one. И Дарко, се гледаме следна недела. Се гледаме следна недела, шаро до сите што... Преубаво звучи тоа. Преубаво звучи. Се гледаме следна недела, е добро? Се гледаме следна недела, преубаво звучи. Поздрав. Дечки. Чао.